Благодарам. Почитувани колеги, почитувана јавност, почитувани присутни. Најнапред, пред да почнам со моето излагање, би сакал да го споменам говорот на професорката Гордана Силјановска-Давкова. Навистина, сакам да истакнам едно големо задоволство по однос на тоа што го слушнав. Не од политички аспект, чисто од политиколошки аспект. Таа е научник со кој што долго време се занимава истражувајќи го политичкиот систем како таков. Нормално корупцијата е составен дел и тоа е еден од најбитните на политичкиот систем како болест во случај. Таа зборуваше за структурни промени, не зборуваше за дневна политика, што навистина е добро да се слушне во собранието на Република Македонија. И навистина ќе се обидам да ја дополнам во одреден дел, но она што е многу суштински важно е, на самиот почеток би сакал да споменам една реченица пред да започнам, а тоа е дека за борба со корупција, особено во Македонија, каква што е во моментов корупцијата, нивото на кое што се наоѓа корупцијата, не се потребни стратегии, парчиња харти и слично, туку пред се е потребна една жестока претходна јавна дебата на домашни странски експерти кои што ќе направат темелни и коренити промени во принципите на политичкото делување генерално, а после се останато. Меѓутоа, затоа и ќе пробам да елаборирам во текот на говоров. Денеска говориме за стратегија за борбата против корупција, иако обемна успеав да ја погледнам целосно и навидум не е така генерално лош текст, искрено, меѓутоа има содржајни делови, иако лично голем дел од работите навистина би ги поставил поинаку. Но овој пат тоа би било безпредметно да го говорам. Добар план или добра стратегија во случајов е една работа. Добар спроведувач на истата, тоест реализатор или извршител, во овој случај е пак сосема друга работа. Имено, ужасно тешка работа е оние структури кои што измислија корупцијата во Македонија, внимавајте, кои што измислија корупцијата во Македонија, да поверуваме дека искрено ќе се борат за нејзино искоренување. Уште потешко е да поверуваме дека актуелната влада, која што е синоним за екстремно висока корупција во рамки, ќе се бори против нешто што самата свесно го произведува. Оваа влада по глава на жител е еден од најголемите производители, за жал, на корупција во светот. Стратегијата на фудбалскиот клуб Реал Мадрид, колку готи да е совршена, доколку треба да ја исполни некој балкански фудбалски третолигаш, таа од самиот старт е осудена на пропаст. Оваа врвно корумпирана влада, доколку сака искрено да се бори со корупција, не треба да носи стратегии и планови, туку треба да менува коренити принципи, начин на размислување, суштински да гледа на овој проблем, но не и површно, како што тоа го прави овие години наназад. Метаноија, кој што во христијанската филозофија значи покаяние, меѓутоа неговото вистинско значење е промена на состојба на умот. Тоа е старогрчки збор, верувам доволно познат во јавноста. И во оваа смисла би сакал да истакнам пред да променна работа дека оваа влада е потребно да се покае во таа смисла, меѓутоа не само тоа покаяние да биде начин на извинување, туку таа треба да промени состојбата на умот, тоест начинот на размислување, да одмори неколку години во опозиција, едно десетина, како што тоа знае да го прави, да направи концепт на размислување, па потоа да спроведува начин за борба против корупција. Како што веќе потенцирав, оваа влада тоне во корупција по сите основи кои ја сочинуваат. Истата подкуп, непотизам, изнуда, протекции, мито, проневера, се е ова синоним за СДСМ во последниве години, па и претходно во однос на СДСМ. За ова жестоко потврди Transparency International, јас не би сакал да споменувам, често е споменувано тоа дека сме на 111-тото место, нели оној претходен, условно кажано, режим беше на 60-тото и така натаму. Меѓутоа тоа е една потврда од сериозна куќа која што го мери, можеби најсериозната во светски рамки, која што ја мери стапката на корупција во владите во државата.
Генерално, зборот корупција етимолошки доаѓа од латинскиот збор corruptus, кој што значи, во директна смисла на зборот, значи крајно расипано. Ако оваа влада тоне во корупција, тоа ни е на сите јасно, практично институциите, тоест државата, е крајно расипана. Таа е аналогијата, нема друга логика. Народот тоа го чувствува секој ден се повеќе и ја губи довербата во својата татковина. Од тоа полошо за еден државен, тоест политички систем нема. За жал. Да резимирам, на Македонија нема да ја помогне хартија стратегија, на Македонија се потребни концептуални промени кои темелно ќе вградат нови принципи и правила на начин на размислување. Да не испадне дека само критикувам, без да предложам нешто, ќе споменам принципи врз кои што се базирани најголем дел од успешните европски држави, особено скандинавските, меѓутоа и останати европски држави. Легендарниот политичко-социолошки теоретичар Макс Вебер, уште на почетокот на 20 век, како што и професорката спомена преска, тој првично диагностицирал болеста во модерната политика, наречена корупција, и вели таа доаѓа од желба за моќ. Она што практично го гледаме, што го прави владата, особено во последниот период, изблив на моќ со нивните постапки, или страста, практично тоа е едно исто. Тој таа нарекува романтика на интелектуалното интересно, без секакво чувство за одговорност. Внимавајте, одговорност, тоа што не постои во СДСМ. Кај ниту еден функционер, до сега. Последното е многу познато, одговорноста, нели не подсетува на Зоран Заев, сите министри и така натаму. Вебер продолжува и вели дека не е политичар тој чија страст, како служење, како преданост на некое нешто, не е истовремено проникната од одговорноста. Ова се темели врз кои што ќе почива германската држава. Значи, не е човек само да посака да иде во Европска унија и да почитува одредени работи кои што Европската унија ги кажува. Туку треба темелно да разгледаме што тоа значат европските вредности. Не е Европа последниве 30-40 години. Не. За политичар е способен само оној, додава Вебер, само оној кој што одговорноста е способен да направи патокас на своето делување. За да се оствари тоа, многу е важна одмереноста. Ова е вториот столб. Или скромноста. Она што можеме се да видиме, само не ова кај Зоран Заев. Се може да видиме осем скромност. Нити па кај останатите министри, нели, развозувањето со мотори. Јас не би сакал за дневна политика премногу да навлегувам, меѓутоа сакам овој говор да биде далеко од дневната политика, сакам да биде вака посуштински, меѓутоа морам тоа да го споменам како пример. Така да во таа смисла, овие два столба се некако подзаборавени во македонската државност, генерално кога е формирана независна, плурална, автономна Македонија, кога СДСМ почна да води државата, испушти за жал да ги втемели овие два основни принципи, кои што сами по себе потоа се борат со корупција или се добра почва за да направиме одредена стратегија. Ќе ве потсетам, бидејќи ја спомнав германската држава, на уште еден факт, еден легендарен канцелар, Вили Бранд, си поднесе оставка само заради тоа што се дозна дека во неговиот кабинет имал одреден шпион, сега да не навлегувам премногу, и тоа он немал лична никаква одговорност, меѓутоа моралната одговорност и тоа што го оставил како пример за идните генерации и како допринело да е Германија тоа што е денеска. И да не навлегувам низ многу странски теоретичари и слично, ќе се споменам само за еден и како истакнат револуционер во македонската револуционерна организација, човекот кој што дипломирал филозофија во Лозана. Да, дипломирал филозофија во Лозана, Наум Томалевски, еден од најбитните задгранични представници на ВМРО, на историското ВМРО. Тој вери, за држава се потребни три работи: идеал, жртва и скромност. Ова третово некако го забораваме, особено генерално како држава. Ќе бидам многу искрен, меѓутоа особено СДСМ кога е на вас. Тоа е директна спротивност. И благодарам.